Да, политичките случувања во земјава, особено тие во законодавниот дом, последниот период секако неизбежно во фокусот на јавноста, меѓутоа во пресред сме, нели, се ближат и председателските избори, па се појавуваат нови имиња за кандидати. По тој повод, секако околу актуелните политички случувања, наш денешен гостин во отвореното студио 1 е председателот на партијата за еманципација на ромите, господинот Самка Ибримовски, секако и пратеник во законодавниот дом. Најпрво, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, драго ми е што сум денеска тука. Така, господин Ибримовски, ќе започнеме со она што всушност еве и ние вчера како тема го третиравме, можеби помалку за изненадување, ги споменав секако предстојните претседателски избори, сега сите тие кандидатски листи што се прават. Најпрво најавивте дека ќе се обидете да соберете потписи и самостојно да влезете во трката за иден шеф на државата. Вчера соопштивте дека сепак тоа нема да го направите и дека најверојатно вашата партија ќе го поддржи кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз. Па видите, токму тоа сакавме едноставно да се преброиме како политичка партија и како роми во Република Македонија и ставот на партијата беше да бидеме да има кандидат од нашата политичка партија. Имавме 3-4 кандидати, меѓу тие 3-4 бев и јас еден. Сите од партијата зборувате? Од партијата, да. И одлучи јас да земам тој трон да бидам председател на политичка партија и јас прво пред да кажам мислењето мое, треба да се заблагодарам на моите членови на мојата политичка партија, што за брзо време ние ги собравме тие подписници, ни се собрани и ги имаме, само требаше да почнеме да ги официализираме. Негде околу во мојот огранок во Шуто Ризари, морам да им кажам на одборот што го имав таму и членовите мои, негде собраја за 1,5 ден 3.000 гласови, евидентирани со спискови. 3.000 имаме во Прилеп, 2.000 имаме во Кичево, 1.000 во Тетово, 9 и во другите гради по 200-300, тоа се 10.000. Значи, многу ефективно, брзо се ангажиравме. Меѓутоа, размислувајќи, кој ми рекол дека ја треба да бидам кандидатот од Очија, размислувајќи на долгата коалиција со СДСМ, ние сме една од најстарите политички партии во Република Македонија. Од самото самостоје на Република Македонија ние сме регистрирани 1990 година. Се извинувам, само 28 години, значи, сме регистрирани како политичка партија. И од тие 28 години, 26 години сме во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз. Вие бевте во коалиција кога тие беа долги години, 11-12 години во опозиција. Опозиција, јас размислувавме и околу тоа прашање и рековме, ја гледаме и политичката состава како е Република Македонија, ако почнеме да ги расцепкуваме гласовите, тогаш ќе настанат многу проблеми, исто и така уставните измени кои беа во Република Македонија. Јас бев член на Комисијата за уставни прашања и тогаш реков ако се сеќавате, ако следевте вашиот медиум, сигурно следевте, јас реков дека не сум задоволен од мојот коалиционен партнер за оние наши договорени работи, меѓутоа не е моментот за оценување сега, кога треба државата да оди напред. Задржете си ја мислата, сакам да ве прашам, кога зборувате за оценување, тоа го зборувате од искуство на се ова што се случувало во минатото помеѓу поедини коалициони партнери, кога има одредени барања по основ на уцена? Да, видите, секој човек си има свој карактер и секоја партија си има свој карактерно однесување. И ние тој карактерно однесување со уцена не го користиме никогаш, за разлика од други кои го искористиле тоа. Па за воја на вистината ЦЕР никогаш не била во јавноста. Да, ние не сме, увек сме биле во тој контекст лојална партија према нашиот коалиционен партнер и никогаш не сме оценувале, а сме можеле сега во даден момент да го оцениме како што го направиле други политички опции. Ние останавме воздржани, иако сме најсиромашни, најдискриминирани, најневработени во државата, најсоцијално ранлива категорија во државата, ние останавме доследни на интересот на граѓаните, државата да оди напред. А зошто? Државата да оди напред. Рачунаме дека ние, видите, ромите се многу чувствителен народ.
и секогаш ќе бират подобрата страна во животот. И кога се иселувале било каде, пошто ги има 20 милиони во Европа, и каде се историја, секогаш оделе на тоа место кај што е подобро. Ние, како партија и како роми, сме сфатили дека напредокот, да нема дискриминација, да има социјална правда, само може кога ќе влеземе во Европска унија и НАТО. И по тој основ бевме повеќе ориентирани за тоа, затоа што знаете, има и голем број роми кои се надвор од државата. Да, ќе продискутираме и по повод и оцените како гледате на сите случувања последно. Не сакам да кажам во врска со мојата кандидатура, не завршив да кажам. Ајде, поведате. Да. Значи, одлучивме така и јас денес имав лидерска седба со председателот на Социјалдемократскиот сојуз и кажав дека ние ќе ја поддржиме кандидатурата на кандидатот што ќе биде од коалицијата СДСМ и другите коалициони партнери и ќе работиме да може уште во првиот круг да го решиме прашањето за председател на државата на Република Северна Македонија. Да, тоа всушност ми беше прашањето како помина вашата средба денешна со Заев и дали сега ова што сега го најавувате всушност значи дека по секоја цена без никакви отстапки ќе застанете со поддршка за кандидатот на СДСМ. Немавме некои услови посебни дадено, рековме она што го договараме секогаш да се почитува после изборите и мислам дека после изборите председателот на најголемата политичка партија која е на власт ќе направи некоја чистка во своите редови. Да малку го, ја и тоа го кажав и на самиот председател, воздухот околу вас малку да го прочистите, не ради друго, ради интересот на вашата партија и на државата. Значи, не може некој со сила да седи во некој место кој нема резултати. Може ли да ни споменете за кого конкретно мислите, каква според вас би била таа чистка? Па видете, за таквото прашање сигурно треба да одговори премиерот. Јас индивидуално за себе знам колку е капацитетот на тие луѓе, затоа што ја до едно време бев и министер во владата на Република Македонија и знам кој како колку може да допринесе. Меѓутоа, за среќа на народот, ви морам да кажам ова пред сите граѓани, еден човек кој има добро економско искуство, добар познавач на владењето, бил долго години градоначелник и добро е што таков човек дојде да биде премиер на државата, за народот е подобро. Иако има потешкоти човекот, мораме да го сватиме. Меѓутоа, очекувам јас лично дека после председателските избори дека ќе има нешто, некои новини во делот на реконструкција на владата, во делот на други расчистувања околу економијата, околу подобрување на статусот на граѓаните и така натаму. Господин Ивримовски, несомнено е дека вашата блискост со СДСМ е значителна. Меѓутоа, пораѓање тоа се гледаше нели и за време на сите оние 12 години опозиција. Меѓутоа, кога се работи за председателските избори кои што допрва следуваат, генерално се вади заклучок од средбите помеѓу Зоран Заев и Али Ахмети, лидерот на ДУИ. Се уште не се знае кандидатот, се уште не се знае дали тој кандидат, а веројатно ќе биде поддржан и од ДУИ, но во овој контекст сакам да ја прашам каква е вашата блискост со ДУИ? Со СДСМ ја знаеме. Видите, сега мора да бидам малку потворен, поискрен да бидам. Јас прво, доаѓам од една етничка заедница која е најсиромашна, меѓутоа треба да знаеме една работа дека не може секогаш да се разговара само со две опции, македонско-албанска. Значи има и други граѓани кои живеат во републиката. Моје мислење е дека се уште во Македонија не постои демократија да народот гласа за личност која има богата историја, богата биографија, искуство, знаење. Се уште сметам дека се определуваат само на две поголеми опции и тие ги решава судбината кој ќе биде председател на државата. Дали се сеќавате, али сигурно се сеќавате, Обама кога стана председател на Америка, кога рече ако сакате да станете председател, а да дојдете од некоја друга држава, дојдете во Америка. Тоа му беа првите зборови. Јас имам богата биографија во делот на политиката. Значи, кога би кажал
и да се заблагодарам, да ви кажам, за собирањето на подписи, да не претем, меѓутоа 10% од македонци само ми се јави од цела република да гласат. Имам тука пораки на мобилниот телефон, да ги прочитам, ќе се изненатите. Да се битолскиот муфтија, другари, пријатели, мала, во Тетово, во Гостивар, пораки сум добил, кога и каде и треба да има да собираме подписи. Значи, јас не сум некој да видам титулар. Ја бев министер, отиднав пратеник. Отиднав затоа што сакам да има напредок и во мојата политичка опција, а и како пратеник можем да допринесам многу повеќе за коалицијата, бидејќи имам едно искуство, веќе сум бил пратеник и ги знам сите негативности на опозицијата, можем да им реплицирам и да им укажувам на оно што го правеле во претходните 11 години, што ние сега предлагаме во 11 години. Нормално е дека сега опозицијата напаѓа, кажува се и се што. Блискоста меѓу ние и ДУИ, чисто имаме коалиционно почитување, некоја поголема блискост не сме имале, не сме биле во коалиција директни со ДУИ. Меѓутоа има една работа, века, во политиката никогаш не се знае, се нешто се врти, така видовме што се направи сега во неделата кој беше Вашиот главен опонент, најдобро го знае тоа. Мислам дека јас бев тука присутен и изненаден бев, да кажам, зашто можеше и да не се закаже седница ако такво мислење има да се, бидејќи комисијата 4-4 беше. Господин Ибраимовски, ќе продискутираме малку на широко за ова, меѓутоа имаме гледач на линија, па да му отстапиме простор. Чека, доколку се слушаме повелата во програма сте. Ало? Да, повелата, ве слушаме во студиото. Желбата на господин Амди Байрам и на Самка Ибраимовски на вистина е за поздравување, дека имаат желба да станат председатели. Добро е тоа. Разбирате? За Амди Байрам доволно го познавам. Во Самка Ибраимовски има верба, мислам. Едноставно испаѓа дека само, нека ми прости Самка, само критика ќе да ми, додека дојде на власт светува многу работи за ромите, меѓутоа досега нема ништо направено во тој поглед. Јас од ромите го ценам и го поздравам професорот Латиф Демир, мислам го знаете, господин Самка, така? Го знаете. Тој сега, мислам, под притисок од претходната влада се го набрка во Загреб професори по ромски јазик, со помош негова, јас како професор помагам на факултетот пред 7 години да се учи ромскиот јазик и требаше катедра на ромски да го споставите. И за цела среќа на Македонка само заврши таму на таа катедра и не ја побаравте. Сега работи веќе ромски продавници на Македонка, вие за ромите ништо не сторивте. Лјатив професорот да се врати и добари за председател на Македонија, јас ви го предлагам, ви ветувам. Најпред ќе бидете како пратеници со Амди Байрам да го побарате Лјатив професорот и да стори нешто за децата ромски во образованието. Во ред, во интерес на времето, да, ви благодариме, разбравме вашата поинта. Можем само да ви заблагодарам на вашето прашање. Јас денеска сега во моментот имав пратеничко прашање, токму околу отварањето на педагошкиот факултет, факултативна настава на ромски. Уште кога бев министер имав барање дадено до деканот на факултетот Емил Сулемани за отварање на ромска катедра. Се беше договорено. Имавме дозвола и од министерката тогашна Десковска и од ректорот на Универзитетот Кирил Методи. И токму денеска ми беше тоа прашањето да поставам зошто се уште не е дадена одобрение да се формира таа ромска катедра во педагошкиот факултет. Не сме направиле ништо, ние сме зависни. Ние, кога би било до нас, ние сигурно би го направиле самите. Ние сме зависни од поголемите заедници и тие треба да ни... И поголемите партии. Поголемите партии, тие да... Ние сме барали, ја лично би барали, денеска има пратеничко прашање, токму ова прашање. Да. Ке ставите подпис на кандидатурата на Амди Байрам? Со оглед на тоа што еве вашите коалициони партнери ќе ги соберат подписите несомнено, меѓутоа дали кај еве Амди Байрам е со помала партија? Би ставиле подпис? Сега, мислам, треба некои работи коректни да гледаме работите. Треба да знае секој на кој скалило се наоѓа и кој е квалитетот негов и како може да дојде до една функција која е пак голема функција председател на Република Македонија. Желбите се едно, а стварност е друга.
треба да знаеш да имаш биографија, не само да бидеш пратеник во Собранието на Република Македонија. За разлика од него, ако ги кажеме биографиите кои се мои и негови, мислам, има голема споредба и неќам да правам споредба, ипак сме колеги, доаѓаме од една етничка заедница, меѓутоа мојот подпис не може да го има. Јас сум интелектуалец, магистер по менаџерство, сум дипломирал за време на Југославија, кога е требало дипломата да биде да земеш дипломата, многу требало учење да се учи, за разлика од сега. Да се купи сега. Не давам подпис на лица кои се испод моје ниво. Во рета, имам уште еден гледач, не му отстапуваме простор, па продолжуваме со разговорот. Повелете во програмаста. Вака сега, го слушам господин Самка Ибраимовски. Јас сум чисто македонец, од Прилеп сум. И на некоја си несреќа или среќа, ножусто несреќа, живеам во Тризла во Прилеп. Јас му се чудам зашто би се повлекол човекот председател, па и Амди Бајрам. Па гледате дека појче господине Самка нема македонци. Нема што да браниме ние појче. Нема ни ВМРО, ни СДС. Тие двете партии треба самите себе, немој да ме прекинувате, да му се даде оружје, нека се истреба. Мора да живееме ние сега и со албанците и со останатите. Во ред, оружје не може да спомнувате во живо во програма, да дадат оружје да се испотепат. Да, ајде Чаловски малку Конструктивно ве молам кога ќе се јавите и кога ќе го дадете вашиот коментар да биде конструктивен. Да, ајде да отвориме малку темава, господине Ибраимовски, да, веќе пратеник сте во законодавниот дом и не интересира едно ваше видување што се случи последниве денови во собранието. Околу конкретно последниот случај и со гласањето за одземањето на имунитет на Трајко Велјановски, некако се чини доста жестоки беа реакциите СДСМ ДУИ. Па видете, сега можам да кажам слободно дека вие сосема друго сте го гледате од надвор, а ние што сме биле директни учесници, е сосема другачи. Мислам дека имаше грешки направени во текот на расправата додека се водеше. Има деловник кој треба да се почитува и има деловник во деловникот каде некои работи не треба и да се претеруваат во делот на она што се бара пауза. Да кажеме, прво побара пауза Елизавета Камчевска, да има 1 час пауза, за да може да се малку стабилизираат односите, односно да се разговара. Тој час пројде, се вративме назад. Бараше после тој 1 час координаторот на ВМРО да помене, што мислам дека не е добро, кога веќе знаеме дека до 24 часот треба да се донесе одлука за гласање, а веќе 2 часа изгубивме во делот на паузи, а почнавме во 9 часот со седницата. Тука беше некоректната и покрај тоа неговата некоректност, председателот на собранието му даде 15 минути до 15 за 12 и да може да гласаме. Кога дојде 15-12 влеземе во собрание, влеговме свите, председателот на собранието требаше да стави точката на гласање и тука ќе заврши целата приказна. Меѓутоа, процедурално има право да бара координаторот на групата, бараше процедурално, не му даваше председателот на собранието. Меѓутоа, додека таа расправија траеше, пројдува веќе 5 минути. Тоа давам, не давам, пројдува 5, дојде 10 до 12. После продолжи со реакција од наша страна како пратеници дека не треба да му дава. Се водеше диалог измеѓу пратениците и така. Дојде 5 до 12 сатот да биде. И овој вика само 30 секунди, а знаете што значи 30 секунди? Да отвориш уста, да кажеш 2 збора, 30 пројдува. И он тоа намерно го правеше, овој, како се каже, координаторот. Дали збунет беше председателот на собранието, не гледаше на часовникот, веќе кога дојде 12, тога реагираше пратеникот Мухамед Закири со тоа зашто му даде збор да збориш, требаше да ставиш точката на гласање. И тука дојде до конфликт околу меѓу Џафери и Мухамед Закири, онака вербално зборови кажување. И знаеме каков е нашиот председател на собранието, малку понервозен од сите други, и ја прекинува седницата, че ја презакажем, промошто има да презакаже седница, се знае. Ние требаше да донесеме одлука до 24 часа. Тука беше целата
на поента на ВМРО и почне да удира со пенкала, со книги, викање, за да се добие во времето. Што сега дека се пробиени законските рокови во овој однос и сметате ли дека ова ги наруши односите меѓу коалицијските партнери? Видете се, ја лично сметам дека сега дали тоа намерно го направил председателот или намерно, јас тоа не можам да кажам кои биле односите. Ипак можам да кажам едно, дека 11 години биле во коалиција со опозицијата. Може има некоја, да кажеме, како председател 3 мандати, некоја толеранција имал од страна на председателот, меѓутоа тоа сега он го знае самиот тоа и он треба да каже во тој дел. Меѓутоа за мене лично да ви кажам искрено, судска постапка има, се води. Не е битно дали сме му зели имунитетот, не. Он треба да докаже во судот дека е невин и дека нема никакво дело направено, а ако има, па ќе дојде време па да му го земе имунитетот, без разлика дали она. Меѓутоа, ете, се направи една грешка и малку ги створи нервоза меѓу пратениците на СДСМ и пратениците на ДУИ. Реакцијата на пратениците на ДУИ беше малку по она, за разлика од нашите, бидејќи има и право да се лутеја, зашто да не се стави точката на дневен ред. Кога веќе знаеме се работи за личност кој бил председател во тоа собрание на 27. Бидејќи се ближиме некаде кон крајот на вашето гостување, сакам да искористам оваа прилика да ве прашам, бидејќи знам кога ве поставија за министер, ве побарав, официјално вие може не се ни сеќавате, ве побарав преку телефон да ве прашам за на каков начин ќе извршувате таа министерска функција. Ми рековте дека отфрлате да имате и ваш возач, дека секојдневно ќе патувате со вашата кола за волја на вистината. Вашето име и го нема помеѓу оние пратеници кои што земаат рекордни патни трошоци во собранието. Господине Самка Ибримовски, зошто вие не успевате како вашата колешка Мира Стојчевска да на вашето конто да ставите неколку илјади евра за патните трошоци? Се сеќавам токму на ова што го кажавте, дека не знам дали знаете, меѓутоа може да потврдат службите, дека ја 10 дена идев со сопствена кола како министер, доаѓам во собрание, во владата и се враќав со мојата лична кола. После ми рекол од службите дека има некој протокол и мора така да се однесува, и прекинат. Ако се сеќавате на лидер, кај председател на државата кој бевме, сите пратеници, ја дојдов со мојата приватна кола, а сите дојдоа со Ме интересира зошто не успевате како вашата колешка Мира Стојчевска да ставите на вашето конто неколку евра за патни трошоци? Видите, јас не знам сега они нивните трошкови какви се, меѓутоа има една друга работа што сметам дека треба да се направи во собранието и тогаш сум го кажал. Не се во прашање тука патните трошкови. Значи требаше, не имаме тука направена зграда голема од 10 кати со станови која беше наменета за пратеници. И тогаш не ќе ги имавме овие вакви дискусии, земе на патни трошкови толку и патни трошкови така. Втората работа што исто така е многу битна во делот на ова на патувањата, можеше да се направи, да кажеме, од еден град, со едно авто да се земат 4-5 пратеници. Од еден ист регион, да кажем, и да ги донесат и да ги враќаат назад. Тоа е, значи, тоа треба организацијска работа. Треба, значи, можеше да кажеме, јас сум од Тетово, ние сме тројца пратеници од Тетово. Ѓул, Силе, Ламчевска и јас. Може од Гостивар да го земе пратеникот, дојде со нас четворица да дојдеме со една кола, не со 4 коли. Ова идеја за поздрав. Значи има многу начини како треба да се тоа направи во наредниот период. Еве, да кажеме, наредните парламентарни избори. Ова е моја чиста сугестија, така кажувам, како може да се намалат трошковите во државата. Особено поради сите реакции во јавноста. Имаме, види, ние сме сиромашна држава, мора тоа да го признаеме. Пред крај имаме и со него би завршиле доколку е се уште на линија гледач. Ако е да, се слушаме супер, повелате во програма сте. Добро вечер, поздрав до вас, поздрав до господинот Самка Ибримовски. Пише возможно што Ибримовски се премисли за кандидатурата за председател. Па он е самиот председател на ромите, посебно во Источна Македонија. Пошто тој човек како што трчи за во Источна Македонија, Амди Бајрам, не знам дали знае кои се градови во Источна Македонија со роми, дали ќе се кандидира или нема да се кандидира за председател Ибримовски,
го имаме ние и он не има нас и секогаш ќе има подршка од нас од ромите. Од Источна Македонија само една работа да му спомнувам на Ибраимовски. Тој добро знае во која општина треба да ги сведи некои работи, што тогаш патот ќе е многу поотворен за Ибраимовски. Во ред. Ви благодариме за вашето јавување и ова нека чисто коментар за крај. Ако имате, повелете? Нема, само уште еднаш да кажам на граѓаните дека јас нема да се кандидирам за председател, дека ќе го поддржам кандидатот од коалицијата, да се заблагодарам на граѓаните на Република Македонија, сите кои ми се јавија за собирање на подписи, посебно за мојата политичка партија, моите ограноци, Кишево, Прилеп, Скопје, Тетово, кои беа многобројни, за брзо време ми донесува позитивни резултати, и за Битолскиот муфтија, исто така кој ми даде поддршка, иако човекот не го познавам многу, ми се јави дека коректен, заслужуваш, и на крај ја напишав, не знам, во едно од порталите видовте која е мојата биографија како Самка Ибраимовски, кој сум и што сум, за разлика од другите кандидати што сакаат да се кандидират. И во делот на тоа што рековте за Анди Байрам, ако сака да се кандидира, нека се кандидира, тоа е негово право, не е мое. Меѓутоа, како колега, се почитуваме, пратеници сме, мора да се почитуваме. Ама подпис нема да му дадеш. Подписот сега, јас сум интелектуалец. Да. Ви благодариме уште еднаш што одвоивте време да бидете гостин во отвореното студио. Јас и Јана некаде овде ќе се одјавиме. Вие бидете со 1 ТВ, затоа што вечерва во Дневникот гостин кај Борен Јовановски е председателот на Собранието Талат Џафери, а од 21 часот во Печот на неделата со Сашо Ордановски гостин лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Така е. Пријатно, се гледаме во петок. Пријатно.